Почитувани, имав прилика да слушам на комисиската расправа околу ребалансот на буџетот. Сакав таму да се пријавам да зборувам, но велам ајде, бидејќи имаше многу дискутанти, ќе го искористам правото на пленарна седница. Почитувана заменик министерке, би сакал да биде тука и министерката да ме слушне, но мислам дека самото нејзино отсуство овдека, покрај сите најави и говорите кои ги држеше, покажува веднаш во стартот колку ќе биде и на кој начин заинтересирана околу финансискиот дел во оваа држава. Мојот говор се состои од едно општо обраќање и потоа некакви бројки, иако бројките вас многу не ви интересираат, но ќе се потрудам да одговорам на ова прашање. Самиот мој говор, јас го насловив Блесокот на црната дупка. Па ќе продолжам понатаму. Ќе беше забавно овој надреален имагинариум да е само фикција. Но за жал, почитувани мои, овие лудила се реалност. Македонија навистина стана црна дупка во регионот, а вие проектирате илузии кои немаат никаква врска со стварноста. И конечно, со целата ваша неспособност и алчност создадовте дистопија и денес Македонија е пуста земја. Се нафрлате врз буџетот како хиени. Е токму вашиот пех во однос на капиталните инвестиции ја покажува вашата тотална неспособност и вашата некадарност. Но, почитувани мои колеги, дрскоста не ви недостасува, а за лажењето и да не зборуваме. И замислите сега, секогаш, кога ќе се обзнанат некакви негативни елементи во начинот на вашето лошо менаџирање во оваа држава и вашата неспособност, вие сите, како по правило, се нафрлате врз минатото. Односно се нафрлате врз 11-те години на владење на ВМРО ДПМНЕ. Да се смее ли човек или што да прави? Цело време вашиот или премиерот на оваа држава, председателот на најголемата оваа партија во позиција која сега, тврди дека треба да одиме кон иднината. Јас се чудам, пред некој ден го зборував, што барате во минатото. Тоа беше режим од кој нели се спасивте, од кој нели ја ослободивте оваа заробена држава. Зошто се враќате таму кај што не е место? Па понатаму ќе продолжам. Ако ги споредиме бројките и фактите, ќе излезе дека ние сме направиле голема утка. Баби и жаби не можат да се споредуваат, почитувани мои. Ќе набравам неколку работи од тие 11 години, иако не сакам. Изградбата на државата, создавање институции, покачувањето на платите, пензии за повеќе од 100%, завршени маса инфраструктурни проекти, реализирани капитални проекти, маса странски инвестиции, намалување на невработеноста за 20%, енормно развивање на туризмот за секоја година, помеѓу 10 и 15%, што исто така се должи, почитувани мои, на проектот Скопје 2014, кој вие многу милувате да го критикувате. Но јас да ви објаснам нешто. Бидете малку љубезни да ви кажам нешто. Проектот Скопје 2014. Може би има некакви нешта кои треба да се искритикуваат, но да ви објаснам нешто. Скопје 2014 е музеј на отворено. И вас тоа ви смета. Секој може да направи музеј од затворен карактер, да изложи артефакти и некакви документи од историското минато на еден народ, но многу малку луѓе може да направат музеј на отворено. Духовната вредност секојдневно да ја гледаат, а за тоа ви сведочат секојдневните туристички тури низ градот овде, секојдневно ги гледате, кои прошетуваат овде, се сликаат. Значи, без тој проект, градов, односно Скопје, и понатаму ќе личеше на соцреалистичка паланка, од која, верувајте ми, се бега, а не се населува. Понатаму,
Ова ли е таа предпоставена обштествена состојба при која власта ги усмерува економско-политичките процеси кон светот на подземјето, кон бездната, кон пеколот, а властодржецот, тоест вие, константно врескате до небото. Блескаме, блескаме, блескаме. Ова е блесокот на црната дупка. Јас ве разбирам дека мора да викате блескаме. И така треба, кога сакате да заштитите нешто. Но каде е вашиот интегритет како пратеници? Каде е вашиот ум и разум? Кај сте вие во сето ова? Каде е вашиот авторитет, твојот личен, колешке? Твојот личен. Немој да ми кажуваш. Јас зборувам за некои повисоки вредности. Понатаму. Без дофрлање од место, јавите се за реплики ако имате нешто. Да. Даночниот, вика, финансискиот сектор навистина се повеќе наликува на Министерството на вистината од орвеловски тип. Впрочем, како и сите други министерства во оваа држава. Нивната задача се состои во измислување на една непостоечка реалност во која е се идеално, во која се блеска и пупи, во која луѓето од среќа за уши се држат и весели ора играат. Даночниот систем ви е претворен во циркус, а инвестиции нема. Сите вие, почитувани колеги, знаете дека бизнисмените бегаат од оваа држава како да има епидемија на чума. Бизнис ни за лек. Ланските инвестиции со кои вие толку многу се фалевте, блескавте, дојдоа како реинвестиции од тирсовите, но тогаш не ја спомнувавте вие минатата влада, која ги донесе овие во Македонија. Со ова, тогаш живнавте малку, па удривте во таламбаси, тапани и дувавте фамфари, дека сега ќе има економски бум. Но тоа беше уште една многу голема илузија. И сега во вашиот економски бум имате најниско салдо на странски инвестиции во последниве 20 години. Пупката за која зборувавте цело време, никако да процвета. И се чудам каква пупка е таа. Да не е некоја зимзелена која ништо не ја... Не можам да разберам, не можам цветов да и го видам. Понатаму, најважната работа, за која и овде пред малку стана збор, 1 евро, другарче. Мој ДДВ, 1 евро. Поврат. Слушайте да ви кажам нешто. Ги гледаме ја сите оние прелажани од вашите кабаретски финансиски политики. Како ревносно, слушајте ме добро, напати манијакално ги собираат фискалните сметки. Ако се извалкани паднати на земја, ги збираат дома, ги перат, ги сушат, ги пеглаат, ги штиркаат, ги набираат и замислете, на крајот ги внесуваат внатре да направат проверка и да добијат нешто повеќе од 1 евро годишно. 2 милиони евра, велите, се вратиле кај народот, ако се вратиле. А за една година ли? За 6 месеци, за 10 месеци, за полугодија, за колку не знам. Сега малку да ви кажам статистика, бидејќи вие милувате бројки да читате и да кажувате. Во Македонија има 2 милиони жители, на кои просечно им е дадено 1 евро од повратот на ДДВ за 6 месеци, 10 месеци, за година дена. По сето она ужасно ангажирање и губење време на граѓанството на вистина, ова е силна социјална програма. Изгледа дека Министерството за финансии и даночниот систем во оваа татковина наша, граѓаните ги смета за толку малоумни, за мајмуни да не речам, кои за 1 евро годишно ќе бидат финансиски полицајци. Замислете. И ова била социјална програма. Сега да продолжам понатаму со некакви бројки, имам време. Бидејќи денес на дневен ред ребалансот на буџетот, сакам да поразговараме малку за културата. Пред некој ден зборував овде нешто, но сите знаете дека зборот култура, ако не знаете ќе ви кажам, доаѓа од зборот култус, што означува нега или гајање на нешто. И сега се прашувам што гаите вие, што негувате вие? Ништо. Да појаснам. Со ребалансот на буџетот, владата на СДСМ крати рекордни 182 милиони и 100 илјади денари или 2 милиони и 960 илјади евра пари наменети за развој и унапредување на културата, културното наследство и инвестициите во културата. Или подетално, проектите од музичко-сценска дејност се скратени за 4 милиони денари, додека 6,5 милиони денари во заштита на аудио-визуелни добра
односно проектите во Кинотека на Македонија. Рекордни 33 милиони денари се скратени во заштита на културното наследство, односно 27 милиони само во недвижно културно наследство. Промоцијата на македонската култура е намалена за 13 милиони и 600 илјади денари, а европските интеграции за 5 милиони денари. Трендот на фрапантно сечење на буџетите најдрастично се отсликува во делот на инвестициите на капиталните расходи, кои во буџетот беа наменети за изградба на театар во Струмица, средства за реконструкција и санација на објектите и установите од областа на културата. Буџетот за овие проекти е скратен за 120 милиони и 320 илјади денари. Ако предпоставиме дека во ваква ситуација во која се наоѓаме кога потпишавме два многу важни договори со соседите, и сега јас ве прашувам, ако културата, односно духовната вредност, културна, е мост кој треба да не спои сите нас, зошто ги кратиме парите? Како ќе се развиваме? Ај, настрана ова што немаме инвестиции, што економијата е катастрофа. Барем на културата да не кратевме. Оти културата е можеби највистинскиот, најчовечкиот духовен спој или мост помеѓу народите. Така велеше и Гоце Делчев, кој пак од други причини сакаат да ни го превземат. Понатаму, ако се постава прашање, ако сакате сето духовно наследство да испари во најкратко можно време, дајте му власт на СДСМ. Веќе трета година активностите за заштита на црквата Свети Ѓорѓија во Курбиново, споменик на културата од 12 век, не се завршени. А претходно знаете колку критикувавте околу Курбиново. Проектот Курбиново е финансиран од 2013 година преку Националната установа Завод за заштита на спомениците и музеј Битола, како надлежна институција за овој споменик на културата. Од 2013 до 2017 за оваа намена беа исплатени околу 5,5 милиони денари или нешто помалку од 100.000 евра за реализација на неколкуте фази од конзервацијата на црквата Свети Ѓорѓија и најголем дел од активностите се завршени. Но еве веќе трета година како вие сте на власт, гледаме некакви комисии во министерството го спречуваат завршувањето на овој проект под разни изговори, лични суети и желби, за кои од друга страна и антикорупцијска комисија пред некој ден ви читав има такво решение, но одговорност некој да понесе нема, бидејќи не можела да се лоцира одговорност. Е така вие работите. Сега да одем понатаму. Што правиме со аквадуктот? Знаете да ви го фалевме, аквадуктот ќе биде ваков, аквадуктот ќе биде ова, поранешниот министер кажуваше колку пари ќе одвоеле, 1.200.000, па не знам, градоначалникот Шилегов кажуваше не знам што. Што правиме со него? Го нема нигде. Го нема. Завршено, го оставивме на завод, на времето пропаѓа. Додиме понатаму. Загрижувачки е трендот на опаѓање на најбрзо растечката индустрија во светот, тоест индустријата за информации и комуникации. Има целосно потврдување во најавуваната мерка повраток на ДДВ, бидејќи јас за тоа сега ви зборував, но имено мерката ја користат само 150.000 граѓани, што е 1/10 од возрастните граѓани во оваа држава. Во образованието веќе трета година поред кратите средства. Годинава инвестиции во образование се скратени 218 милиони денари. Значи, кратите секаде онаму каде што треба да се произведат кадри кои треба утре, други ден или по некое идвно време да бидат главните луѓе кои оваа држава ќе ја водат напред. Односно, младите луѓе за кои вие многу се залагавте и дека ќе им дадете кредити за да се вработат, да останат овде и така натаму, вие ги заборавивте. Пред некој ден ви зборував дека во Струмица има директор на Центарот за култура кој е со средно образование. И побарав од министерот, од заменикот министер, тој не беше тука министерот, да ми даде документ врз основа на кој е избран тој човек со средно образование, бидејќи во конкурсот сакам да видам дали стварно се барало со средно образование, може и така треба. Да продолжиме понатаму. Здравството, никогаш не било во полоша состојба. Со ребалансот кратите во реконструкција на здравствени установи, оваа влада го откажи проектот за изградба на амбуланти во рурални подрачја, за да не мораат нашите граѓани да минуваат толку пат и така натаму и така натаму. Зборувавте за 100.000 денари плата. Сега да ве прашам. Дали мислите дека тие 100.000 денари плата на докторите кои веќе си заминаа
не се овде. Ќе го решат хаосот таму во здравствените домови. Сте биле сега поскоро на доктор да чекате ред таму да видите како е? Дали некој од вас бил? Или пак ќе се јави на телефон, види, ќе дојдам таму, не сум здрав, малку ај преку ред, да не те види никој. Влезете внатре кај што се прегледуваат тие луѓе. Кај што чека, еве болницата овде ви е. На 50 метра од овде. Влезете, видете го комплетниот хаос во здравството. Тие 100.000 денари нема да го решат тој проблем. Тој проблем се решава кога имаме одговорна власт, кога имаме одговорна опозиција. Опозицијата константно треба да критикува. Мојот професор велеше, ако нешто немаш добро и ако некој друг има добро, твоја задача е да му го украдеш, да го преработиш, да биде твое. Опозицијата, кога е опозиција, поготово за финансии, за економија, секогаш кажува точни работи и амандмани, затоа што сака да дојде на власт. А вие не прифаќате ништо. Толку сте заљубени во самите себе си, што не прифаќате ни она што е добро. И после се чудите зошто е овака. Па вие дали мислите дека треба да бидете само овие 4 години власт? Нели овде премиерот рече дека 9 години ќе бидете. 9 години како? Со ваква економија. Добро, колешке шак паска, ќе видиме полека. Има време полека. Ќе ти кажам после малку. Значи има уште многу работи за кои... за пензиите. 36 денари. Замислете, 36 денари. Знаете ли вие колку евра се тоа? Дури 50 и кусур центи. Многу голема покачување. Огромно покачување. Замислете, во времето на ВМРО, кое вие љубите да го стално да го спомнувате, најмалите пензии беа околу 6, 7 или 8 илјади, сега се 14 и 15. Кога вие ќе ги покачите толку? Сакате да кажете дека со кредити се покачени? Немојте ви се молам. Немојте ви се молам. Понатаму, докаде сте со реализација на 600 километри автопати, 550 километри магистрални патишта, 1100 километри локални патишта, кои што им ги ветивте на граѓаните? Или уште ќе се фалите со проектите на ВМРО, ДПМН, ќе шетите ленти за нешто што веќе било направено, за нешто што веќе требало само да се пушти? Во овој ребаланс 52 милиони евра кратите од ставката капитални проекти. Знаете ли што може со ова се да се направи? Може да се изградат 50 градинки, 20 училишта, или да се изгради една клиничка болница како онаа во Штип, која веќе 3-та година не можете да ја довршите. И така натаму. Сега сакате да градите клинички центар, а за кого? 500 милиона евра треба кредит да земете. А зашто не го направите со тие пари што ги имаме? 500 милиони евра, а немате кадар. За да произведете кадар, професионален, специјалистички, ви требат минимум од 12 до 15 години. Толку трае школувањето. 5 години студирањето трае, нели, редовно за општи лекар, па потоа има 2-3 години работење, па уште 5 години, 6, уште подобро. Браво, колешке. Значи, после 12-13 години ќе ги очекуваме резултатите од клиничкиот центар, кој сега кошта 500 милиони евра. Или тоа што други зборови се вика финансиска трансакција од кредитите кај нашите тендери, односно во приватните джебови, а не е клинички центар. И на крајот сакам да завршам. Колеги, ние бевме на ваше место. Односно некои други колеги мои, јас не сум бил лично, но ми кажувале. Знаеме што значи да притискате на копчето кога не сте сигурни. Ние овде браневме исто еден човек 2 месеци. Знаевме како ние. Знам и сега како ви е. Размислете кај ви е интегритетот. Немој да се молите или не знам да размислувате за тоа дека треба утре паналиста да бидете. И затоа мора да притискате, па и да оправдувате многу лоши политики. Не само во областа на финансиите и на економијата. Комплетно. Немој да мислите дека тоа е резултат. Тогаш ќе се изгубите во црната дупка за која цело време зборувам. Нема да постоите, ќе ве нема, ќе бидете само притискачи на копче. За интегритет ви зборувам. Размислете малку кога притискате. Јас знам дека ова сето што го правиме овде сега не го одобрувате, но морате. Знам, морате. Што да ви правам? Јас само се обидов малку од малку позитивна енергија да ви внесам. Да размислувате позитивно, да бидете пред се луѓе, а после се она друго. Оти овде, почитувани мои, многу малку политика има. Овде е политиканство. Ефтино политиканство во кое се надмудруваме кој повеќе ќе добие резултат, за да викаме после овие
види што им направивме. Па не знам, по Facebook страници и така натаму. Се извинувам, за кратко само ќе завршам. Тоа не е добро, почитувани. Кај се граѓаните? Утре ќе ја побараме нивната додарба. Ги нема. Затоа ли дојдовме на тоа? Сите се исти? Не се сите исти. Не се. Не се сите исти. Знам јас дека не сте исти. Не треба да ми кажете. Затоа и го кажам. Благодарам. Благодарам многу. Благодарам.